бренд ги представи своите најнови заштитни маски кои им овозможуваат на уредите што не се од Apple да ја добијат истата препознатлива космик портокалова боја како новите iPhone 17 Pro модели. Маските се достапни за широк спектар уреди, вклучувајќи паметни телефони, лаптопи, таблети, слушалки и геймерски хардвер. Ова им овозможува на корисниците на Apple кои веќе поседуваат портокалов iPhone 17 Pro или 17 Pro Max да ги усогласат боите со своите други уреди, како што се MacBook или iPad. Поддржани се и уреди од други брендови како Samsung и Google Pixel, како и новите модели iPhone Air и iPhone 17. Кога Тим Кук ја избра оваа боја, немаше идеја дека ќе ја копираме, изјавија шеговито од бренд. Иако космик портокалова првично доби поделени реакции, таа брзо стана тренд и една од најбараните бои меѓу корисниците. Американската компанија OpenAI и производителот на полупроводници AMD постигнаа договор вреден десетици милиарди долари за изградба на инфраструктура за вештачка интелигенција. Според договорот, OpenAI ќе користи AMD чипови со вкупна компјутерска моќност до 6 гигавати, при што првата испорака од 1 гигават е планирана за втората половина на 2026 година. Во договорот е вклучена и можност OpenAI да купи до 160 милиони акции на AMD, со што би стекнала околу 10% сопственост во компанијата. Овој потек ја продлабочува соработката меѓу двата технолошки гиганта и создава долгорочна стратешка поврзаност. Ова партнерство е важен чекор во градењето на компјутерскиот капацитет потребен за реализација на целосниот потенцијал на вештачката интелигенција, изјави извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман. Според проценките, партнерството може да донесе десетици милиарди долари годишен приход за AMD и значително да ја забрза развојната инфраструктура на OpenAI. На правниот факултет при Универзитетот на Северна Каролина се одржа несекојдневно судење во кое улогата на порота ја презедоа 3 водечки системи за вештачка интелигенција, ChatGPT, Grok и Cloud. Тие добија реални транскрипти и требаше да одлучат за исходот на измислен случај за малолетнички грабеж. Иако сценариото беше симулација, настанот покажа колку опасна може да биде идејата вештачката интелигенција да донесува судски одлуки. Организаторот, професорот Џозеф Кенеди, предупреди дека ваквата употреба на AI носи сериозни ризици, од неточност и пристрасност до губење на легитимитетот на судството. Публиката стана сведок на чести грешки и неточни толкувања, што уште еднаш потврди дека технологијата не може да ја замени човечката проценка. Неколку случаи во светот веќе покажаа дека користењето AI во правни процеси може да доведе до катастрофални последици. Иако дел од правниците веруваат дека AI може да помогне во ефикасноста на правосудството, експертите за етика предупредуваат дека машините не можат да ги читаат емоциите, невербалната комуникација и контекстот на човековото однесување. Роботите беа лоши, но стануваат подобри, изјави професорот Ерик Милер, додавајќи дека технологијата се повеќе се обидува да влезе во секоја сфера на човековиот живот, па дури и во судската порота.